Сега ги добива своите 10 минути, кои што требаше да почнат пред 8 минути, ама мислам дека Елизабета ова беше занимливо да се чуе и за она што се обидуваме сите да го актуализираме во Македонија. Се надевам дека ќе ни го представиш и својот соговорник и овој убав амбиент каде што се наоѓате. Добро утро. Во следните 10 минути ќе имате можност да го проследите разговорот со господин Владимир Ласовски од Министерството за труд и социјална политика. Тема на разговор ќе биде утришниот ден кој што е посветен на лицата со попричаност. Тоа е 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попричаност, а темата за која што ќе зборуваме е деинституализација. Се наоѓаме моментално во поранешниот дом за деца без родители 11 октомври, кој што сега е празен затоа што дечињата од овој дом се веќе префрлени во мали групни домови. Добро утро и добро дојдовте во утрен брифинг. Добро утро, добро најдов. Се надевам ја објаснив добро темата на нашите гледачи што ќе разговараме во продолжение. Еве за почеток утре, како што кажав, се одбележува овој ден посветен на лицата со попричаност. Како ќе го одбележите вие како министерство за почеток, а потоа ќе зборуваме за другата тема? 3 декември е меѓународен ден на лицата со попреченост и тој не го сваќаме и не е празник, тука е ден за одбележување на и потсетник на напорите што треба да се вложат и кај нас и во светот за подобрување на инклузијата на лицата со попреченост. Според проценките на Светската здравствена организација, помеѓу 15 и 20% од населението, од светското население, воопшто се соочува со одреден вид попреченост. Може да замислите какав дел од популацијата е афектиран од недостатокот на инклузивност на општествата. И покрај одредени подобрувања и напори што ги правиме, вака и како Министерство за труд и социјална политика и како држава и општество воопшто и нам ни предстои и имаме многу простор за подобрување. Но да одговорам директно баш на прашањето што го поставивте. Утре Министерството за труд и социјална политика организира промоција на 2 нови дома за живење со поддршка, значи за живење во заедницата за корисници кои досега беа сместени во специјалниот завод Демиркапија. Едниот се наоѓа во Демиркапија, таму ќе биде и таа една мала промоција и свеченост на која ќе присуствува и министерката Шахпаска. Другиот е во Неготино. Значи, уште 10 лица кои досега живееа во институција, во специјалниот завод Демиркапија, ќе добијат подобри услови за живење во куќа, стан, дом, кој по речиси ништо не се разликува од оние во соседството и се надеваме дека тоа ќе биде добра основа за нивно поактивно вклучување во заедницата. Исто така, утре во Скопје пак се одржува една тркалезна маса во организација на владата, каде што неколку надлежни ресорни министерства, меѓу кои нашето, образование и здравство со дел од граѓанскиот сектор што ги представуваат лицата со попреченост, ќе направат еден пресек на тоа докај сме, кои ни се предизвиците и приоритетите на кои треба да се фокусираме во иднина, особено имајќи на ум дека оваа година одбележуваме, токму овој месец, овие денови одбележуваме 10 години од ратификацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост кај нас. Би продолжила во истава оваа насока. Споменавте дека утре ќе се промовираат 2 мали домови или групни домови, не знам како да ги наречам. Тоа е, велите вие и сите кои што го представуваат министерството, подобар начин за живење отколку овие големи домови. Уште колку ќе останат вакви институции во кои што се сместени лицата? Процесот на деинституционализација е баш тоа, промена на начинот на грижа за лица со попреченост и за други групи граѓани, деца или возрастни, небитно, на кои им е потребна долгорочно сместување и грижа. Порано и во светот и кај нас,
таа грижа била заснована на, како што рековте, големи сегрегирачки, помалку безлични институции, каде што живеете по еден утврден ред, помалку изолирани од општеството и од заедницата и така натаму. Меѓутоа, тој тренд кон крајот на 20 век и особено сега и во светот и кај нас се променува. Никој не треба да биде исклучен од заедницата. Треба да се создадат сите можни услови, да му се обезбеди секаква поддршка за да може да учествува и во крајна линија и да придонесува за благосостојбата на заедницата. И од тука во последниве неколку години се одвива интензивен процес на преселба на корисници кои порано беа сместени во, ние ги викаме резиденцијалните социјални установи, значи установи за долгорочно сместување. Во 2017 безмалку 500 деца и возрастни беа сместени во вкупно 6 установи низ земјата, 3 детски, 3 за возрастни. Денеска тој број е некаде околу 230 лица кои се станува збор исклучиво за возрастни лица со попреченост. Мене ми е многу драго што од пред 2 години ни немаме ниту едно дете под 18 години без оглед дали е со или без попреченост што живее во институција, живее или во згрижувачко семејство, значи во семејна средина, или во она што јавноста популарно го нарекува мал групен дом. И окей, го прифатиме ние тој термин убаво. Кој е многу блиску до семејната средина. Кога станува збор за возрастни лица со попреченост, таа услуга во нашата терминологија викаме живење со поддршка. Повторно, до 5 лица со попреченост живеат заедно, гледаме да се усогласени по карактер, по односи, се обезбедува 24 часовна грижа за нив, која постепено може да се смали ако нивниот капацитет и способности тоа го дозволуваат. Дефинитивно е тоа подобар начин за живење. Имате свое катче во тоа, имате соба, имате простор свој, приватност, имате чувство на припадност, сосема подруго е од животот во институција. И оваа преселба, да речеме, првата асоциација вака за луѓето, и би рекол преселбата во мали групни домови, особено за децата, е првата асоциација за деинституционализација, така на што е окей, бидејќи велам 2 години нема деца под 18 години во установа. Ние сме ретка, можеби единствена земја во југоисточна Европа со такво постигнување. Да, браво за напредокот. Би ве прашала, од она што сум информирана, се уште функционира како институција Заводот Бања Банско и уште еден. Дали тие се во план да се апсолутно испразнат, така да се изразам? Да, апсолутно. Бања Банско, специјалниот завод Демир Капија за лица со интелектуална попреченост, токму таму утре се преселуваат 10 корисници во една куќа во Демир Капија, една во Неготино и заводот во Топанско поле. Апсолутно, ние сакаме сите корисници да живеат во заедница и правиме напори сите да бидат преселени и да добијат поквалитетна грижа, многу полична, многу поиндивидуална, што одговара на нивните потреби, на нивните јаки страни и што им овозможува да учествуваат колку што е можно повеќе во заедница. Така, немаме многу време, ама јас не би сакала да остане неодговорено ова уште прашање, што се случува со вработените во овие институции, остануваат ли без работа? Не, бидејќи моделот што го одбравме ние е модел на трансформација на установите. После преселбата ние не ги затвораме, напротив, во земјава фалат социјални услуги, реално. И без оглед што многу се инвестира и пари и енергија во правење нови услуги, тоа е преку потребно. Институциите со сиот свој капацитет, ресурси, искуство ги трансформираме да даваат нови современи услуги. Причината што сме денеска во 11 октомври е да покажеме како еден поранешен дом за деца може да се трансформира во еден давател на други услуги. Овдека денес функционира комисија за проценка на способностите и состојбата на деца со попреченост според меѓународната класификација на функционално здраве попреченост.
методологија препорачена од СЗО, функционира центар за поддршка на згрижувањето во истите простори, со многу повеќе луѓе од претходно, значи всушност се отвораат работни места во пофини услови од што било претходно, така што мислам дека и од тој аспект воспоставувањето на услуги е подобро и за корисниците, води до создавање нови работни места и до она што го викаат основа за care економија, за економија на грижа и конечно дава придобивка и за целата заедница, за целото општество. Господин Владимир Ласовски, јас ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Нас времето толку ни дозволува, меѓутоа верувам ќе имаме прилика да одговориме на уште неколку прашања кои што стана неодговорени. Се надевам не ве задржав, благодарам. Почитувани гледачи, се надевам дека барем малку ви навлеговме во тоа како живеат лицата со попреченост и лицата и децата без родители, како што спомена и мојот гостин, веќе неколку години тие се извадени од овие големи институции и сега барем малку им се овозможува нормален семеен живот.